Се најавуваат измени во Законот за прекршоци, со што казните за физичките лица и за стопанствениците по различни основи се намалуваат повеќе од двојно, или пак процентуално глобите ќе се намалат и за 75%. Измените предвидуваат градација на сторените дела, ќе се земат предвид и сите останати фактори што придонеле за прекршокот, па така ќе постои и можност за примена на мерка на предупредување. Од Министерството за правда вела дека казните ќе бидат во сооднос со стандардот на граѓаните. Ќе се направи и градација на казните, во зависност дали се однесуваат на мали, средни или големи фирми, нивната заработувачка, бројот на вработени и така натаму. Ако се увиди ненамерна грешка, инспекторите ќе може да ги повлечат казните, што досега не било така. Односно, дури и ако се утврдала ненамерна грешка, казната морала да се плати бидејќи била констатирана. За физичките лица казните ќе бидат од 15 до 1000 евра, а за максималната казна за трговец поединец од 5000 евра се намалува на 2000 евра. Според овие измени, од досегашната казна за нерегистрирано возило што изнесуваше 500 евра, таа се намалува на 250 евра. Сепак казнината политика, како што соопштуваат од Министерството, ќе биде поригорозна доколку се направи прекршок кој го загрозува здравјето на луѓето, екологијата, животната средина и природните богатства.